Ние изминативе години сме слушнале за Black Friday или црн петок, кога има попусти. Можеме да видиме и несмоловите, продавниците, до 70% попуст на робата или на производите кои што ги продаваат, или пак онлайн. Токму по тој повод идов да поразговарам со господја Татјана Тасова, која што е дел од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Многу пати сме зборувале на оваа тема колку купувачите и ние како купувачи треба да внимаваме кога ги купуваме производите, но кога ќе дојде Black Friday, познатиот Black Friday, цела недела или цел месец има огромни попусти. Сега дали навистина се огромни, не знаеме додека не видиме, но се случуваат и многу маркетиншки трикови на кои можат да потпаднат, народно кажано, и купувачите. На што да внимаваат? Добро утро до вас. Добро утро, ви благодарам на поканата и на разговорот. Секако, нели, ни доаѓа наредниот викенд, кога би требало да биде Black Friday, меѓутоа само кај нас Black Friday не трае еден ден, туку трае многу подолго. Можете да забележите дека веќе по продавниците има истакнато попусти со насловување дека е тоа Black Friday, па трае недела дена, месец дена, можеби и два, ќе трае до Нова година. Да. Во принцип, кај нас, за жал, тоа е многу повеќе маркетиншки трик, отколку што се тоа некакви реални попусти. Вообичаено продавниците си имаат сезонски намалувања на некои парчиња кои што веќе се од минатата сезона или да речам веќе претходно биле изложени, па сега добиваат некој процент на намалување. Секогаш потрошувачите треба да внимаваат прво и основно на квалитетот на производот, бидејќи во оваа трка кога нели сметате дека морате нешто да купите за тоа што е на попуст, не внимавате многу на квалитетот, па потоа настануваат проблеми. Треба да внимавате и дали на вистина, прво и основно треба да се преиспитате дали одреден производ ви треба или не. Значи тоа е секогаш нели маркетингот не тера, да, ова е попуст, па морам да го купам и да го имам, иако можеби не е многу намалено. Потоа треба да внимаваме на квалитетот и секако да видиме дали на вистина е тоа намалено. Најчесто треба да има согласно законот една цена која што важела пред месец дена, а сега да е истата таа цена за одреден процент намалена. За жал имаме потрошувачи кои што реагираат на тоа дека одредени производи кои што сакаат да ги имаат, ги пратат подолг временски период и забележуваат дека истите и во овој период на Black Friday ја имаат истата цена, иако се декларираат дека се на попуст, односно имаат можеби прелепено некоја повисока цена, па повторно ја добиваат истата цена, што значи дека нема тука никакво намалување. Она што сега тоа смее да се пријави, Тања, додека сме тука на оваа тема? Да, треба, тоа смее да се пријави, надлежна е државната пазарна инспекција, може да се пријави и до нас. Можеби во овој период еве инспекторите треба малце повеќе да се на терен, со цел да се види дали на вистина тие производи имаат некои намалени цени, согласно тоа како нели бил направен прием, од кога била цената, колку била цената пред месец дена, па да се види дали на вистина имаме намалување или малку трговците ги доведуваат потрошувачите во заблуда со тоа што прикажуваат дека имаат одредено намалување и она што исто така е симптоматично и на што реагираат граѓаните дека велат 70% намалување на производите кои ќе влезете во продавницата и кога ќе побарате кои се тие производи што се намалени 70%, имате таму на страна една гондола и со 10 артикли ќе ви речат да, овие се тие што се намалени на 70%, останатите имаат 5, 10 и така натаму, некој друг попуст или немаат воопшто затоа што се од новата колекција. Тоа е значи само на некој начин маркетинг за да потрошувачот влезе во продавницата, имајќи во предвид дека можеби сите производи се намалени на 70%, меѓутоа тоа се или производи кои што имаат можеби некој фелер или кои што имаат се постари, нели веќе се да речам не се нова колекција и така натаму. И сега може да пријават потрошувачите доколку забележат таков маркетиншки трик? Кај вас? Да, кај нас секако може да пријават во организација на потрошувачи, но надлежна инспекција која што тоа треба да го сузбие е државен пазарен инспекторат и секако може и директно таму да се пријави за да пазарната инспекција доколку има вакви
сознание, излезе на терен и согледа дали има навистина вакви попусти или не, и секако да ги казни трговците доколку манипулираат, а потрошувачите доколку имаат конкретни проблеми со тоа што го купиле, секако знаат дека треба да се јават и кај нас и Да, ставивме фокус на физичките продавници, но има и онлайн продавници, често зборуваме и за нив кои исто така имаат огромни попусти, најавуваат до 70-80%, но често зборувате за да ги проверуваме страниците. Дали се регистрирани, која е продавницата, или често пати велат граѓаните ќе купаме еден производ, нема да ми го достават истиот материјал кој што сум го нарачала, и потоа се затвара страницата, ме блокираат на Facebook, не можам да вратам и така натаму, разни примери има. Како ова се пријавува, како се заштитени потрошувачите кои пазарат онлайн? Така, сега мора да направиме разлика во онлайн продажбата, значи имаме онлайн продавници кои што се легални, регистрирани правни лица и кои што си работат легално на пазарот, и во тој случај они си ги имаат истите постапки по однос на потрошувачките приговори, како што имаат и овие кои што се со физички продавници. Да, и таму забележуваме дека има истакнато попусти, дали тие се реални или не, исто така треба тоа да се преиспита. Меѓутоа, оно што вие го кажувате, тоа практично и не се продавници, тоа се некакви профили, најчесто на физички лица, кои што некои производи ги продаваат на социјални мрежи. Секогаш има ниска цена на производот и граѓаните со сакајки, нели, со скромниот буџет да си купат одреден производ, го купуваат, меѓутоа потоа се вуваат и велат што да правам сега, не ми се големи парите, ама сепак не можам да го заменам производот, ме блокира. За жал тоа е така, бидејќи секогаш укажуваме на тоа, доколку купувате нешто, ако не се плаќа со картичка, или ако при наплатата во кеш не ви дадат фискална сметка, тоа значи дека продавницата не е легално правно лице, туку се овие физички лица, и потоа не можете никаде да реагирате, бидејќи немате каде, немате основ, немате со што, и да пријавите пазарната инспекција нема да прифати, и со право, бидејќи нема каде да оди, нема легално правно лице. Благодарам за одвоеното време, за сите исцрпни одговори оваа утро. Ви благодарам и на вас за поканата.